Добър ден и от мене. Навистина убав ден и прекрасна можност да едноставно се опуштиме пред се. Мора да сме опуштени, за да примиме работи што Господ ги има за нас. И јас уживам во славењето на нашите момци и ќе ви открием една мала тајна. Првата песна што ја слушнавте е сушност целосно дело и музика и текст баш на нашиот брат Зоц. И навистина е прекрасно кога ќе се види тој момент како Господ инспирира нечие срце и бидејќи се влюбило тоа срце во него и сега од тоа срце произлегува нешто што е повторно за слава на Господ. Амен. Фала ви, момци. Некако песните додека ги слушав, а и мојата порака за вас денес е што друго освен пораката дека Бог е татко. И не сме се договарале со момците, јас не знаев кои песни ќе ги пеат, така што навистина добро испадна поврзано. Она што сакам денес со вас да го споделам, произлезе од една слика што ја добив преку Вибер. И ете колку е добар Господ. Господ знае и е во состојба да не инспирира постојано преку се. И затоа во Библија пишува во се, не за се, туку во се благодарете му на Господ. Сликата што ја добив преку Вибер велеше вака. Науката вели или дојде до откритие дека нам ни треба 4 елементи за да преживееме и за да живееме. А тоа е вода, воздух, храна и светлина. Сега, чујте што вели Библијата, како ги регистрирала изјавите на Исус Христос. Исус рече, јас сум живата вода. Исус рече, јас сум здив на животот. Подоцна Исус изјави, јас сум лебот на животот. И на крај изјави, јас сум светлината во овој свет. Навистина науката е во право. Нам ни треба Исус за да преживееме и за да живееме. Амен. Сметам дека е многу убаво, бидејќи тоа е суштината. Без оглед колку и со должна почит кон научниците и да не се согласуваат дека Господ не постои или нема такво нешто, но самата наука не може да не го потврдува постојано постоењето на Господ. И тоа е сушност, нешто што нам треба да не радува. Еднаш спомнав и повторно ќе го спомнам тој момент, а тоа е дека добрата вест не е дека Господ постои. Добрата вест е дека живиот Господ, кој што е вечно жив, е на моја и на твоја страна, бидејќи е татко. Амен. Се радувам што навистина ја имаме таа привилегија да го донесеме пред светот Господ во она што тој е во суштина. Го имаме Светиот Дух во нас кој што живее и се што зборува Светиот Дух е свето и е инвестиција во нас. Затоа е убавината, добрата вест е дека сега Господ Бог преку Светиот Дух на земјата кој што е Бог живее во нас и зборува свети работи кои што се вечна инвестиција од Бог таткото во нас. Вау, амен. Јас навистина многу се радувам заради таа одлика, ете така да кажам, на Светиот Дух кој што е охрабрувачот, параклетос, оној кој што е опишан како постојано силниот на наша страна кој што се застапува. Тоа е значењето на името како Исус го опишал Светиот Дух, охрабрувачот. Кај нас е преведено утешителот. И не дека јас нешто се противам на тој избор утешителот, но некако често имаме тенденција да размислуваме за утехата како за убави милни зборови кога некој само поминува нешто тешко. Да, тоа е така, Светиот Дух е таков, но охрабрувачот, односно параклетос, е оној силниот, постојано силниот на наша страна кој што се застапува преку неговата сила за нас. Амен.
Би сакала сега да ќе го употребам тој пасус од Библија од Матеј 5 глава. На некој начин мојава проповед ќе стои врз таа основа денес. А тоа е моќната изјава на Исус кои сме ние. И навистина е прекрасно. Значи ќе читам Матеј 5 глава 14 стих до 16. И вели: вие сте светлината на светот. Град кој е на рид не може да се сокрие. Ниту пак се пали свеќа за да се стави под вршник, туку на свекник и им свети на сите што се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е на небесата. За овие мои 20 години живот со Господ и истражувајќи Библијата, живејќи го овој живот во заедништво со Господ, увидов една работа. Многу често верниците се трудат, од петни жили се трудат да бидат светлина. И постојано се во тој мод: морам да бидам светлина за Господ. Морам да бидам светлина за Господ. Како да бидам светлина за Господ? И нели она кога менувате сијалица во фасонката и па пробувате од оваа фирма, па се чекај лед да видиме, па подобро да свети. Како да светам подобро? Леле, како да бидам светлина? Знаете што? Од старт фокусот е погрешен. Бидејќи ние се трудиме да бидеме светлина, а Исус тука ни вели: вие веќе сте светлината во светот. Вау! Да размислиме малце за тоа. Бидејќи ако не сме внимателни, многу лесно можеме да отидеме во тој правец на легализам и на исполнување закон, поаѓајќи дека ние сега не сме доволно добри, па заради тоа светот не може да биде осветлен, бидејќи ние нешто не правиме за Господ. И од старт тоа е погрешна основа на која што ние сакаме да го градиме нашиот живот посветен на Господ. Бидејќи Исус веќе ни рече дека сме светлината во овој свет. Не дека откако ќе завршиме теолошки факултет или ќе поминеме низа семинари, подготовки и не знам какви курсеви за проучување на Библијата, дека ние тогаш ќе бидеме многу сјајна, блескава светлина за Господ во овој свет. Не. Со самото тоа што ти денес, токму во овој момент, твоето срце е посветено на Христос, бидејќи во даден момент од твојот живот ти си кажал или кажала да на Господ, ти веќе си светлина. Ти веќе си светлина, бидејќи Исус живее во тебе. И сега тоа е стојалиштето врз кое што ние треба да го градиме нашиот живот. Како Исус не гледа, дека сме светлина на овој свет. Дури кога не гледаме, ние дури кога не чувствуваме, има нели една многу позната песна на славење низ целиот свет што се пее и вели во еден дел од песната: дури кога не гледам Господе, ти действуваш. Дури кога не чувствувам Господе, ти действуваш, бидејќи постојано действуваш. Зошто е тоа така? Бидејќи тој самиот кој што е светлината на светот дојде да живее во нас и не направи светлина со тоа што ни даде можност да го спознаваме тој идентитет кои сме ние во овој свет. Амен. Ја не знам за вас, меѓутоа мене од внатре ми клокоти оваа порака како Господ нас не гледа. Како не гледа дека ние сме светлината на овој свет. И интересното е што предходно пред ова изјава на Исус, Исус зборува нешто, односно не опишува на таков величествен начин, што луѓето заборава да го чита целиот контекст на Матеј 5:14, дека ние сме светлината, но зошто Исус така не гледа? А тоа е во Библијата е наречена како најпозната проповед на гората за блаженствата. Англискиот збор е многу убав за тој збор блаженство, тоа е beatitude.
И многу е добро кога може да се разглоби тој збор и тоа е ставови на она кој си ти во суштина. Be attitudes. Ставови на да се биде. Јас го истражував македонскиот збор блаженство и открив една многу убава вистина, а тоа е дека зборот блаженство во македонскиот јазик потекнува од зборот радост. А радост по дефиниција е спознаена благодат. Односно, дека Господ има незаслужена апсолутна добрина спрема нас, која што постојано ја покажува и заради тоа сега ние сме блажени. Во македонскиот јазик имаме таа фраза или тој израз сега многу ретко се употребува таа фраза кога жена е бремена, во блажена состојба е. Во состојба на радост, бидејќи носи живот. Вау, многу убаво. И сега гледајте како Исус нас не опишува пред да каже дека ние сме светлината на светот, односно зошто Исус веќе е уверен дека ние сме светлината на светот. А тоа е: благословени се бедните по дух, бидејќи е нивно царството небесно. Односно, кога ти ќе дојдеш до крајот на твоите сили, кај што викаш: па јас сваќам дека не можам ништо без Господ, ама можам се со Него. И ти веќе влегуваш во една сезона, односно на разбирање дека веќе сега Божјото царство си дозволил да действува преку тебе, бидејќи сваќаш дека не можеш без Христос, бидејќи во Јован Евангелието изјавата на Исус: без мене не можете ништо. Исус тоа не го кажува на понижувачки начин, туку на најохрабрувачкиот начин што некојаш може да примите охрабрување. И тоа е поврзано. Благословени се бедните по дух, оние кои што сватиле дека јас сум лозата во нивниот живот, јас сум изворот на нивниот живот. И тогаш твое е небесното царство. И вели: благословени се оние кои што тагуваат, бидејќи ќе бидат утешени, односно охрабрени. Благословени се кротките, оние кои што се задоволни со самите себе во Господ, бидејќи знаат дека поседуваат се и не мора никому ништо да докажуваат. Тоа е во најпозитивната смисла најразорна сила на планетава Земја преку еден верник. Кроткоста на Христос, бидејќи Христос се опиша себе си како кроток. Благословени се оние кои гладуваат и жедуваат за праведност, оние кои што сватиле: дојдов кај Христос и сега ја примив неговата праведност. И сега на вистина сум ново создание, не сум веќе грешник. Сега сум праведен. Сега сме праведни заради Христос. Бидејќи само тогаш ти ќе бидеш на вистина заситен и ќе ти биде угасната жета, кога ќе сватиш дека не си грешник, туку сега си праведен, ја поседуваш праведноста на Христос. И вели, и понатаму продолжува: благословени се оние кои што се насочиле да чистите по срце, оние кои што му го предале својот живот на Господ. Гледате како Христос ги поврзува работите во моментот кога ти ја спознаваш благодата на Христос, ти ја наследуваш и ја добиваш неговата праведност, неговата праведна природа, и сега Исус те гледа како чист по срце. Тоа не значи дека тој нема да работи на нашиот карактер. Апсолутно. Се додека не заминеме кај него. Но основата е дека ти си прифатен во праведноста на Христос. И ова мене ми е најомилениот, можеби најомилената изјава од овие блаженства, а тоа е кога Исус вели: благословени се миротворците, бидејќи ќе бидат наречени Божи синови. И има еден познат превод на светско ниво на Библијата, се вика The Message, и тука вака е опишана оваа состојба на благословеност. Благословени сте кога им покажувате на луѓето дека сакате да соработувате наместо да се надпреварувате. И на тој начин, всушност, вие креирате врски на мирот и си го наоѓате местото во Божјото семејство. Вау!
Благословени се миротворците, оние кои што творат мир. Кој може да твори мир? Оној кој што е во мир со Христос како принц на мирот. А кога си во мир? Кога знаеш дека Исус не е против тебе. Нема ништо против тебе. И пак ќе кажам, тоа не значи дека Христос не работи на нашиот карактер, но тоа го прави од основа на прифатеност и пред се чест негова кон тебе за твојата личност. Амен. Вау, каков Господ имаме. Колку е Господ добар и тоа треба да биде нашиот фокус. Станувајќи свесни за тоа како нас Исус не гледа, ние во суштина, без да се трудиме, ние сме светлината во светот. Без да вложуваме екстра напор кој што е во тело, од наша собствена инспирација како ние треба да изгледаме во Господ праведни, ние всушност веќе сме светлината на овој свет. И се воодушевувам од тој факт дека веќе Господ не прифати во љубов, ни ја даде неговата благодат, изгора на се, толку многу ја почитува нашата личност. Толку многу не почитува како родител, како татко. Ние мислиме дека Господ заради тоа што е семоќен, заради тоа што е свет, заради тоа што е праведен, нема почит кон нас, бидејќи ние да знае некој какви тајни се кријат во нашето срце, никој нема да не сака. Знае Господ се за нас. И не му е проблем. Не му е проблем. Ги знаеше Господ сите нешта, сите области од нашиот живот уште пред да се родиме. Но тоа не го спречи. Не го спречи да не создаде пред се. Знаеше, меѓутоа му причинуваше радост да не создаде. Бидејќи не почитува, ни ја сака личноста, ни ја почитува личноста. И уште една слика добив на Вибер, која што ми беше многу охрабрувачка и вели, во една сезона Давид беше овчар. Во следната сезона стана цар. Во една сезона Рута работеше на поле како аргатка. Во следната сезона истата Рута го поседуваше тоа поле. Во една сезона Мардохеј, вујкото на Естира, беше надвор, скришем, надвор од царската палата. Следната сезона беше поканет како почесен везир во царската палата. Ние му служиме на Господ, кој што е полн со благодат и кој што е способен да направи чуда. На крајот на краиштата дури и Израел како нација во една вечер легна како робови, а другиот ден излегоа од земјата како слободен народ. Во една ноќ, ете го нашиот Господ на дело. И истото е со нас, таков е Господ бидејќи е татко. И јас секогаш, кога зборувам за Господ дека е татко, сакам секогаш да ја употребам аналогијата на биолошко семејство во нашево општество. Не зборувам за дисфункционалните семејства, него зборувам за семејства кои што кога се придвижуваат родителите, таткото и мајката во една нова сезона или кон нешто што ги имаат во срцето, тие никогаш не ги изоставаат своите деца. Туку секогаш инвестираат во своите деца во таа нивна намера. Ги вклучуваат. И сега си велам, ако моите пријатели, што ги знам, што ми се многу блиски пријатели, така действуваат и живеат во однос на своите деца, колку повеќе Господ, бидејќи моите пријатели што имаат деца, постојано инвестираат во нивниот карактер и во нивниот живот. Постојано. И сето тоа е направено со таква љубов и со таква почит кон личноста на нивните деца. И си велам, а тег Господ, кој што е совршен, бидејќи се што прават родителите што јас ги знам, што ми се блиски пријатели, се што прават, го прават од љубов за своите деца. И постојано го имаат предвид
нивниот начин на растење, како нивните деца растат, се развиваат и созреваат. Никогаш не го анулираат, никогаш не го тргаат на страна. Јас сум родител, јас знам што е најдобро за тебе. Да, тоа е така до одредена мера. Но никогаш, барем тие јас што ги знам, бидејќи го љубат Господ, сакаат да остават пример и наследство на нивните деца како Господ нив ги гледа. И драги мои пријатели, такви сме ние во овој свет, такви не направи Господ, кога ние ќе се поврземе со Него и кога ќе растеме во тоа разбирање дека постојано, како што пееше нашиот брат Зоц, дека секој ден неговиот збор е љубов за нас, бидејќи така пишува и во Словото, ние ќе почнеме да созреваме на таков начин и луѓето ќе се допрени од тоа што ние го носиме без да знаат. Без да се свесни, ќе сакат, може нема никогаш да ни признаат, но ќе не земаат за пример. Тоа Исус го планираше да не охрабри кога кажа: вие сте светлината на овој свет. Вие сте светлината. И без оглед какво и да е твоето мислење сега за тебе, или како ти мислиш дека тебе Господ те гледа, бидејќи ние обично тој момент го рефлектираме низ призмата на сите наши упоришта и се што ни се случува во умот. Поминуваат сите тие вистини од Господ низ нашите филтери, но заради тоа имаме Божиот збор кој што го враќа кормилото назад каде што треба. Да, се е во ред со бродот, но меѓутоа често пати кормилото во нашиот ум може да закриви и Господ секогаш не враќа на неговата вистина дека тој ни ја почитува личноста, бидејќи е татко. Јас бев фасцинирана од тој стих кога го открив во Лука 2:52, каде што е запишана многу необична изјава во однос на животот на Христос. А тоа пишува во Лука 2:52. И Исус растеше во мудрост и во благонаклоност пред Бог и пред луѓето. И сега многу е интересна таа изјава. Гледате каква прогресија Господ остава забележана во Библијата да биде регистрирана за ние да се охрабриме дека ние растеме и созреваме во нашето разбирање за Господ во благонаклоност, во Негова благонаклоност постојано пред Бог и пред луѓето, дури кога ние мислиме дека немаме Божја наклонетост. Вистината е дека ние растеме во мудрост, во благонаклоност пред Бог и пред луѓето. Ако тоа е за Исус запишано, тоа важи и за нас, бидејќи Исус е првнина помеѓу неговите браќа и сестри, помеѓу созданието. И после што имате? Исус веќе на 12 години, заради таа инвестиција на Бог таткото во него, кога се изгубил во храмот, и кога Марија и Јосиф се вратиле назад да го побараат каде Исус, го нашле во храмот. И Исус на 12 години им вели: а зошто ме барате кога знаете дека јас треба да сум во домот на мојот татко? Ја гледате ли таа прогресивна инвестиција на Господ во нашите животи? Истото важи и за нас. Бог, неговата намера е да не приближува секогаш постојано во се поголемо разбирање дека е татко кој што е на наша страна и кој што инвестира во нас. Амен. И сега гледајте до која точка се доаѓа во таа инвестиција што Господ ја има, исто од Лука 3 глава 21 и 22 стих. Значи сега веќе Исус пораснат, зрел и видете што се случува. Значи Лука 3 глава 21 стих и 22. Кога се крсти сиот народ, се крсти и Исус. И додека се молеше, небото се отвори и Светиот Дух слезе врз Исус во телесен облик како гулаб. И слушнете ја изјавата. И се чу глас од небото: Ти си мојот возлюбен син, кој е по мојата волја.
Ова е моќна изјава на Бог Таткото. Зошто? Бидејќи фокусот со таа изјава што Господ сака да го донесе, односно да ни потенцира, да ни нагласи нешто, е дека тој е задоволен со нас со самото тоа што ние спознавме дека сме негови деца. Не знам зошто ние ова изјава ја претворивме или ја вметнавме откако нешто ние ќе направиме за Господ. Тогаш може би Господ е задоволен со нас. Исус не беше ни почнат со неговата служба, отиде и само се крштеваше. Ништо не направи, ни чуда, ни знаци, ни никаква објава, никаква проповед. Само отиде и нели му кажа на Јован Крстителот, ајде да го направиме ова за да биде све прописно според писмата. Ништо немаше, никакво дело на Христос. И Исус и Бог Таткото му вели: ти си мојот возлюбен син и заради тоа јас сум задоволен со тебе. Ти си мојот возлюбен син и јас сум задоволен со тебе. Англискиот превод е I'm well pleased with you. Исус ништо не направи, ништо, не беше почнат со никаква служба. Ниту ги викнал апостолите па да инвестирал во нечи живот, ништо. И Господ Таткото изјави: ти си мојот син и јас сум задоволен со тебе. На таа основа треба да го живееме нашиот живот. Дека Бог е задоволен со нас како личности, како негови деца. И пак ќе напоменам, тоа не значи дека Господ нема да инвестира во нашиот карактер и нема да не менува. И ќе не менува и преку луѓе во црква и преку Божјото Слово, затоа што Исус е насочен не да ја анулира нашата личност. Не, затоа што изјавата на Бог Таткото е: бидејќи си моје дете, јас сум задоволен. Туку Исус сака да ги редефинира нашите вредности во карактерот. И од таму произлегува и емотивната зрелост, и емотивната стабилност, и сето тоа доаѓа во совршена хармонија како комплетно битие. Тоа е целта на Христос. Оној кој што спасува во душа, дух и тело. Исус не сака да ни ја погази личноста и уникатноста на нашата личност, туку само да ги редефинира вредностите што ние со текот на животот заради било какви искуства, околности и не знам што сме поставиле некогаш погрешни вредностни системи. Дури како верници. И тоа е тоа што Господ го прави во нас. Меѓутоа основата е: ти си мојот син и јас сум задоволен во тебе. Јас сум задоволен со тебе. И гледајте сега како тоа се одразува во службата на Христос, бидејќи не заборавајте, Христос постојано во неговата служба беше поврзан со Таткото. Христос не рече: јас достигнав зрелост одредена, ти ми кажа дека си задоволен, чао, пријатно, сега јас знам што треба да правам. Не, туку Христос остави пример како треба да се живее. Океј, основата ми е: Тато мој небесен е задоволен со мене. И сега од таму произлегоа сите плодови во неговата служба. Целата таа инвестиција во 12 апостоли, сите чуда и знаци, се произлезе од тоа дека Исус знаеше дека е Божи син и дека Бог Таткото е задоволен со него. Од таму ние треба да градиме и од таму треба да произлезат сите нешта што ние ги правиме за Господ. Ќе ви докажам дека е така. Во Јован 13:3 видете што е запишано. Јован 13:3, нели познатата таа случка кога Исус им ги миеше нозете на апостолите и воспостави така да кажам апсолути во живеењето по вера. Но видете што е запишано пред тоа Исус да го направи. Читам Јован 13:3. Исус, знаејќи дека Таткото му предаде се во рацете
дека излезе од Бог и дека оди кај Бог. Стана од вечерата, ја соблече горната облека, зеде крпа, се опаша и почна да им ги мие нозете. Грчкиот збор тука што е употребен знаејки, нели Исус знаејки која и дека излегол од таткото, е еидо. Не е гносис, туку е еидо, што значи бидејќи јас видов што ми се случи, која е инвестицијата, јас сега можам да дадам до ментален заклучок. Аха, ова е тоа. И вели Исус, знаејќи дека излезе од Бог, заради целата таа инвестиција и подкрепа од Бог таткото во неговиот карактер, бидејќи Исус растеше во благонаклонетост и во мудрост пред Бог и пред луѓето, од Исус произлегоа дела кои што тој не мораше, ниту имаше потреба да се сили или да ги прави со сила, него дојда природно, бидејќи знаеше, бидејќи спозна. Зборот еидо означува врска помеѓу менталното и духовното. Тоа го означува зборот, глаголот еидо, да знаеш. Значи, нешто што веќе ти си го размислувал во менталното и си добил увид духовен и сега тоа е мост и ти веќе сега действуваш и се придвижуваш кон тоа. И вели Исус, знаејќи еидо, дека е од Бог, дека излезе од Бог и дека ќе оди кај Бог, стана и почна да им ги мие нозете на апостолите. Драги мои пријатели, браќа и сестри, сите што слушате, охрабрете се, бидејќи вие сте светлината во светот. Ова не е моќта на позитивното мислење, ова е Божиот збор. Позитивното мислење нема никаква врска со живиот збор и силата што ја носи Христос во нашите животи. Ние не сме светлина на крајот од тунелот. Ние сме светлина во тунелот. Христос преку нас се осветлува, каде и да одиме. И знајте го ова, имате легално право во духовната сфера, бидејќи сте Божи деца, бидејќи Бог вели задоволен сум со тебе, бидејќи веруваш во мојот син Христос, вие имате легално право кога ќе излезете денес, каде и да одите, што и да правите, да си кажете: Божјата благодат е врз мене. Божјата наклонетост е врз мене и јас знам дека за таа касиерка во било кој маркет и јас сум светлината за неја. Охрабрете се и правете го тоа насред гужви кога сте или кога безброј мисли ви доаѓаат, јас ве поттикнувам и ве предизвикувам. Прашајте го Христос како ја гледа таа личност до вас. Мене пред 2 дена ми се случи во еден голем супермаркет како што чекав на ред и секогаш јас уживам да го прашувам Господе, кажи ми за таа личност, сакам да видам во духовното да имам убед, сакам да го пуштам мојот благослов. И доаѓа ми касиерката, една млада девојка, душава внатре почна да ми скокат од радост. И вака ја гледам и велам: прв пат те гледам, почесто идам тука, но не сум те видела досега, но едно нешто ќе ти кажам. Толку носиш освежување во моментов кај што работаш на каса, иако е многу гужва, и сакам да те охрабрам. Навистина си освежување. Девојката, иако имаше маска, очите ѝ се насмеа. Таков е нашиот Господ. Таков е нашиот Господ. Заради тоа ние сме светлината во светот. Знаете што? Не се осврнувајте на моменталните очекувани резултати. Сејте го семето на таа добра основа дека Господ ги сака луѓето и дека секогаш има охрабрување за нив. Ја не знам дали ова девојка ќе слушне за нас или ќе го прифати Христос. Не е тоа најважното. Најважното е да се фати тој момент и таа фреквенција на Светиот Дух и да се посее тоа во животот на луѓето. И тоа ќе си даде плод. Луѓе кои што не се може во црква и ви се пријатели и се тоа што вие го живеете или го знаете им е далечно. Прашајте го Господ, пуштете порака.
никогаш нема да знаете како тоа семе подоцна може Господ да го употреби, бидејќи во Библија пишува дека Божиот збор, Божиото семе е нераспадливо, некорумпирано, секогаш дава добар плод. Јас имам пријатели кои што не се во црква, далечни им се сите овие работи, но ми се случува често пати да застанам дома и да кажам, окей, сега Исусе, јас ке размислувам за таа личност. Јас сакам да ми дадеш увид, нешто што ја ќе можам на порака да го испратам за да биде жив збор, за да најде тоа семе некогаш негде во срцето на таа личност место. И Господ ги дава ти работи, затоа Светиот Дух е охрабрувач. Затоа е тој силниот параклетос кој што секогаш охрабрува, зборува свети работи. И знаете што? Светиот Дух зборува и сака да зборува свети работи за луѓе кои што се уште не го примиле. Затоа сме светлината во овој свет. Бидејќи го имаме тој мандат, светите зборови на Светиот Дух да ги пуштиме да действуваат во животот на сите околу нас. Амен. Тука ќе завршам. Мислам дека и повеќе од доволно. Ви благодарам што ме слушавте и во името на Исус, ајде заедно да се охрабриме денес. Дека без оглед на се, без оглед како и да се чувствуваме, без оглед што и да ни се случува, да се согласиме заедно, јас и ти, дека ние сме светлината во овој свет. Амен. За слава на Господ, за земјата, за народот, во чест и слава на Христос. Амен. Се гледаме во наредна прилика.